ден, почитувани гледачи. Вие сте со емисијата 10 минути на телевизија 21. Со задоволство можам да го представам ексклузивното интервју денеска што ќе го имаме со господинот Авни Насуфовски, кој е амбасадор за Обединетите нации во Женева, кој ги представува 35 земји членки на Пан-Африканската унија. Господинот Насуфовски инаку е човек со потекло од Македонија, кој денеска ексклузивно ќе го представиме на македонската јавност и за се тој што има да говори во врска со неговата позиција во склопот на Обединетите нации. Господине Насуфовски, добар ден и добре дојдовте. Ви благодарам, добар ден. Пред се да ја запознаеме македонската домашната јавност со вашето име и презиме. Кој сте вие, од каде потекнувате точно, од кое место во Македонија и како дојдовте до позицијата до која се наоѓате сега? Тоа е долга историја. Јас сум од Крушевска општина, од Македонија, од село Јакреново. А иначе 40 години што живеам во Швајцарија. Јас сум држављан и од Швајцарија и од Македонија. Вие сте амбасадор како швајцарски граѓанин на Швајцарија, сте фактички амбасадор во Обединетите нации, како што најавив ги представувате земјите членки на Панафриканската унија. Да, тоа е тачно. И Афричката, да продолжиме што ме прашајте првото прашање, Афричката унија, значи големите земји од Африка дојдоа, ме понудеа да бидам нивни амбасадор, да им донесам што најдобра техника за вода, чистење, пиење вода и така натака, и инвеститори едноставно. Како дојдоа иницијалните контакти? Кој е господинот Авни Насуфовски за да можат тие големи африкански земји да стапат со контакти, да ве побараат вие фактички да бидете нивен представник? Јас од 20 година имам фирми големи, една во Америка, значи за производство за фуд компани, витамини, протеини и така натака. Исто имам фирма друга слична во Германија и имам од 40 имам најголеми контакти и со највредни луѓе и милиардери во светот. Кога говориме за вашата позиција моментално како амбасадор, што конкретно тоа подразбира? Што вие правите во однос на Панафриканската унија, на земјите членки со тие и кои се врските понатаму со Европската унија и со другите светски организации? Кој што знаете, вие господине, имат од Европската унија имат донации што се за Африка и ние ги земаме тие пари со најјаки фирми и најдобра технологија. Например, ќе земеме 3 примери за вода пиење и чистење водата, дали од реки или така натака, и за патишта правење. Имаме најдобра технологија што се вика Magic Road технологија, што е 3 пати поевтина, а до 20 години гаранција се дава на патот. Значи, тоа е многу добро. И струја, пошто во Африка сите земји немаат доволно струја, значи имаме и нова технологија што се фотоволтаик или генератори. И за сите овие проекти вие фактички соработувате со сите светски организации, дали е тоа Светска банка, дали е Европската унија, фондовите во Европската унија, дали се фондовите од Блискиот исток кои доаѓаат? Да. Еве сега, например, во Буркина Фасо ќе направиме еден пат што од Светската банка се плаќа директно. Иначе, вие што знаете, мораме ние да имаме големи фирми, пошто секоја една донација се дава на големи фирми што ќе дадат гаранција дека тој објекти ќе се направат. Као прво, а втора тачка, значи и технологијата. Денеска, например, мој име нема веза која 1 милион жители град, мојме да го за 6 месеци да му донесеме вода, пиење, без проблем. Лично ме интересира, ова е малку и приватно прашање, кога големите африкански земји дошле до контакт и побарале вие да ги представувате нивните интереси, а вие сте со потекло од Македонија, така да прашањето до вас ми е и малку нејасно, дали луѓето во Македонија пред се политичарите кои нели практикуваат власт без разлика која власт, стапиле во контакт со вас? Дали ве знаат? Дали стапиле во контакт? Дали ја разбираат вашата позиција? Дали некогаш се обратиле за нешто
за ваша помош или за ваш некој удел во нашите односи со Европската Унија и ќе говориме и за тие фондови, се разбира. Види, знаете вие добро, секој се вика, никој не е пенгамбер или Пратеник од Господ. од Господ во својата земја. Нажалост, например, нажалост немам контакт со владата или со политички... Со никоја влада до сега? Сум имал контакт, али немаме контакт, например, директен. И лошо е во Македонија или во Балканот, проблемов е друго. Во Балканот, например, големиот човек не се поштува. Јас се гордеам, например, Швајцарија што им благодарам на Конфедерацијата што направи фешта за мене, например. Значи, знаат вредноста, Швајцарија знаат вредноста за еден граѓанин што им преденесуваат исто и ними, пошто имат фирми швајцарски што одат во Африка. Тоа е тоа. А за Македонија ќе видиме сега, ќе влеземе и во контакт, секако, пошто во Обединетите нации ќе се видиме што побрзо. Може би после интервјуто луѓето повеќе ќе разберат за вас, па може би ќе стапите со некој ќе стапи во контакт со вас. Што конкретно можете вие да помогнете на македонската држава? Еве, говориме малку и за европските фондови, затоа што со улогата која вршите вие, нели сте во постојан контакт со човек, представник на Европската Унија кој е задолжен за Африка. Да. Сигурно ги разбирате тие кругови, сте во тие кругови. Да. Кои се фондовите за Македонија и што тука може да се влие? Имат, значи, 3 милиарди се годишно одредени за 6 држави во Балканот. Значи, тоа е донација од Европската Унија, а 3 милиарди се без камата. Значи, Бескаматен кредит. Бескаматен кредит. Сега, пошто сме во Македонија може да земе 401 милион донација, али требат проекти за тоа и требат компетентни луѓе, не само владата, него и да имат и фирми компетентни и проектите, кои проекти да и анализираме и да и земеме тие пари што побрзо. Значи, 400, велите, не од бескаматниот кредит, туку од донациите, првенствени 3 милиарди, кои се за земјите од Западен Балкан, на Македонија припаѓаат 401 милион. Да. Меѓутоа, тие треба да бидат наменски, конкретно за проекти кои се од областа на заштита на животната средина и екологијата. Така? Да, тоа е тачно. И плюс, секоја една донација, три фактори мора да бидат, три услови да бидат направени. Државата дава кој проект им е што поважен и што побрзо се направи. Фирмата, голема фирма, што со гаранции што дава дека тој проект ќе се направи, али со Европската Унија, и парите ќе дојдат секако. Имаме и кредит, имаме и донација. Значи имаме на двете страни и не е нормално да не ги земаме таа донација, да ја изгубиме. Може ли Македонија да ви искористи вас? Во таа насока? Јас сум отворен човек и ја сакам мојата држава Македонија и ако Господ рекол, ќе влеземе во контакт и ќе видиме. Имаме компетенција едноставно за тие работи. Во Африканската Унија не само фондовите од Европската Унија, меѓутоа има и други фондови, пред се од арапските земји, Блискиот Исток, од богатите арапски земји. Вие имате контакти со тие земји и со тие фондови? Представници на тие... Се разбира, со Саудиска Арабија имаме, со Катар, со Дубај, значи Емиратите, со Кувајт. Јас работам директно со Ел Саба, значи Ел Саба, фамилијата Ел Саба. Насер Халифа, го знаете од ПРЖ, така, со него директно. Председател на ПСГ. Да, и со него соработуваме и да го поздравувам исто. И Саид Шемси, значи директно можете да проверите кои се тие луѓе во Емиратите. Зашто ве прашувам? Неколку делегации има од оваа влада, од претходна влада, кои што одат на официјални средби, дали во Катар, дали во Саудиска Арабија, имаме представници таму, дали во Обединетите Арапски Емирати.
се договараат некакви заеднички соработки и така натаму. Вие соработувате во исто време со конкретните големи светски компании, кои располагаат со големи фондови. Дали мислите дека има заинтересираност од нивна страна да учествуваат со некои инвестиции во Македонија? Види, Македонија е мала држава. Секој еден, јас гарантирам, можеме ние да од Скопје да направиме мал Дубај. Али тоа треба планификација, како да ги донесеме инвеститорите тука и како да го вратиме народот што избегал од Македонија, значи диаспората. Тоа се прави, значи, планификација на државата, се прават инвестиции, фабрики и така натака. Ние ги имаме тие луѓе, можеме да ги донесеме, али треба и услови. Сакав да поставам истото прашање кое беше поврзано со Европската Унија, сега е поврзано со тие фондови од Блискиот Исток. И веќе мислам дека ми одговоривте, само уште еднаш за да потврдам. Вашата позиција и вашите контакти, мислите дека може да се искористат за тие фондови да се наменат и во Македонија? Не само во Македонија, тоа се знаете, него во цел Балкан. Во цел Балкан. Во цел Балкан и би ми било мило да ги искористиме тие луѓе, добри луѓе и тие добри инвеститори и за народот да се кренет стандартот во Македонија и во другиве држави, например во Балканот. Тоа ќе биде најдобро нешто. Значи, како прв чекор, еве и се надевам, како што најаве после интервјуто, некој од македонска страна треба да ве контактира и да видите, да разговарате каде може да се искористи вашето влијание. Јас сум тука. 2 недели летам по држави, 2 недели сум во Швајцарија, сум во располагање, тука сум, кога сакат, нема веза кој. Јас сум државлянин од Македонија и сакам Македонија. Значи, јас сакам доброто за Македонија, или не само за Македонија, за Балканот, али Македонија, тука сум роден. Господин Насувовски, благодарам за интервјуто, благодарам што бевте денеска наш гост. Јас ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа беа 10 минути на телевизија 21 со амбасадорот Авни Насувовски, кој е потекло од Македонија и моментално ги застапува во Обединетите нации 35 земји членки на Пан-Европската Унија. Уште еден повик до нашите политичари и власти, вакви луѓе кои посебно си ја сакаат земјата од која потекнуваат, да ги сконтактираат и да се обидат да најдат заеднички јазик како можат нивните контакти и влијанија да се искористат за бенефит за нашата држава. Благодарам и довидување.